Бојан ми се јави од полициска станица. Ми рече, се е во ред, не се секира, но јасно ми беше дека нема да биде во ред. Знаеш, ти си сепак дете од едно угледно семејство, дете кое што е чувано, пазено, мазано. И одеднаш се случува тој пресврт кој што никој не го очекуваше реално. Дори разговарав со тогашниот премиер Зоран Заев. Дознав во неговиот разговор, конструкцијата е веќе направена, дека ќе се случи тоа што се случи. Единствено пострашно криминалец е нечестен политичар. Тука е Ременска, Заев, Спасовски, Шекеринска. Заврши претресот, тие беа крволочни, можем да кажем. Беше координиран од обвинителката Вилма Русковска. Тие имаше својата телевизија, под тебе имаше 100 вработени. И одеднашка се наоѓаш во овие квадрати и треба некако да се согласиш со умот дека ти треба да живееш тука. Не беше ни свесен каде и кај се наоѓа. Токму на оваа клупа почна да му дираат. Ме однесоа на клиника, констатираа тешки телесни повреди. Ми се јави од затвора дека однесен во градска болница. Единственото оружје ми беше вербата во самиот себе. Катица Јанева се плашеше од Зоран Заев. Бара пари, кај се парите, кај се парите. И постои мок која што е со рок на трајање. До сега неслушнати аудио снимки кои што зборуваат многу повеќе од било која моја реченица во однос на криминалното владење на структурата на Зоран Заев. Клучот ви го давам вам. Пандорината кутија е отворена. Јас преживеав.